Добро вечер. Ви благодарам што сте со нас во Централните вести. Ова се насловите. Интерпелација не може да има за уставни судии. Уставен реагира на идеите на ДУИ. Мицкоски прстот го впери во определени обвинители и судии, кои ја попречувале борбата со криминалот. Посебно би го потенцирало донесувањето на еден обвинител од пред неколку дена. Од обвинителството реагира. Обвинетиот Елвин Куртович од Скопје, овој суд ве огласува виновен за сторено кривично дело, убиство. Кривичен одлучи. Доживотен затвор за убиството кај Мавровка. Македонското и бугарското МНР си разменија соопштенија околу пресудите на Европскиот суд за човекови права. Аналитичарите со став. Сум скептик дека ќе се изнеден соломонско решение во овој даден момент. Дали е можен пробив во евроинтеграциите следниве месеци? Институтот интерпелација не важи за уставни судии. Тоа е упад во самостојноста и независноста на Уставниот суд. Ова е дел од реакцијата на Уставен по најавата на претениците на ДУИ дека ќе поднесат интерпелации за уставните судии. Во меѓувреме премиерот Мицкоски, коментирајќи ги состојбите во судството, кажа дека дел од судиите и обвинителите го штителе криминалот на минатата влада. Сите информации околу правосудството ги има Јана Јосифовска. Институтот интерпелација не важи за уставни судии. Тоа е упад во самостојноста и независноста на судот. Уставен им одговори на ДУИ, откако интегративците најавија интерпелации за нив во пресредна седницата за законот за јазици. Во реакцијата велат дека Уставот не предвидува никаква можност за разрешување на уставен судија, ниту од страна на законодавната, ниту од извршната власт, а секоја постапка надвор од предвидените уставни одредби представува грубо кршење на Уставот. Секој е должен да го почитува Уставот, им порача судот на сите државни органи. Уставот не му дозволува на собранието со законски решенија на било кој начин да влијае на надлежностите, начинот на избор, престанокот на функцијата на уставните судии. Овластувањето на собранието завршува со моментот на избор на уставните судии. Институтот интерпелација предвиден во членот 72 од Уставот. Во никој случај не се однесува и не може да се примени за уставните судии. Во спротивно се губи смислата на Уставниот суд и се прави тешка повреда на Уставот од причина што на тој начин се прави упад во четвртата уставно-судска власт, во самостојноста и во независноста на Уставниот суд. Во меѓувреме, власта очекува оставки од петмината членови на Судскиот совет, на кои им беше изгласана недоверба во собранието, и од државниот обвинител Коцевски. Премиерот Мицкоски и денеска порача дека партиски луѓе не се потребни во судството. Последниот браник и цврст штит во моментот на поранешната влада, на СДСМ и ДУИ се дел од судиите и дел од обвинителите, меѓу кои е именуваното лице за кое што вие сега зборувате. Посебно би го потенцирало донесувањето на еден обвинител од пред неколку дена, кој што одлучи наместо да биде обвинител и заштитник на владењето на правото и правдата, да биде верен слуга и измеќар на една партија која што беше долги години на власт и дел од коалицијата во поранешната влада. Прашана за став за случувањата во судството, американската амбасадорка Анџела Агелер порача дека сите процеси поврзани со интерпелациите на членовите на судски совет мора да бидат согласно законските процедури, а САД од блиску ги следат состојбите. I don't. We're watching very closely the procedures in Parliament and as well as their statements. And as with any of these cases, what is critically important is that the law is followed, and it is followed in a way that is clear and transparent to all of those observing it. Какви ќе бидат следните чекори на властите, доколку петмината членови на Судскиот совет не си поднесат оставки, откако не ги преживеа интерпелациите во собранието, не е познато, со оглед на тоа што гласањето на нивна недоверба не значи престанок на мандатот. Тие веќе писмено се изјаснија дека не чувствуваат морална и професионална одговорност и нема да си поднесат оставки. Од јавното обвинителство се огласија по повод изјавата на премиерот Мицкоски за обвинителот Ислам Абази. Оттаму велат дека никој не смее да ги користи одлуките на обвинителите за дневно политичко поентирање.
Јавните обвинители од основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал и корупција ги отфрлаат сите информации што кружат во јавноста за наводни притисоци врз нив во врска со предметите по кои постапуваат и јавно ги осудуваат ваквите изјави што задираат во нивниот интегритет. Во досегашното работење на сите обвинители во ова обвинителство без исклучок во ниту еден момент ниту од основниот јавен обвинител Ислам Абаси, ниту од кој било друг не била загрозена нивната самостојност и одговорност при извршување на нивната функција, се наведува во писмената реакција од обвинителството. А предходно од основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал и корупција информираат дека го разгледале решението со кое не се прифатени предлог на обвинителството за определување мерка притвор за Асмир Јаховски и на осомничениот му беше определена мерка куќен притвор и мерка предпазливост, односно одземање на патната исправа и забрана за издавање нова патна исправа. Незадоволно од ваквата одлука, основното јавно обвинителство во законски утврдениот рок до Кривичниот совет поднесе жалба поради суштествена повреда на одредбите од кривичната постапка и побара советот да ги преиспита фактите содржани во жалбата, како и решавачките факти врз основа на кои што е донесено обжаленото решение. За случајот со мазутот се огласија од опозицијската СДСМ. Бараат одговори од ВМРО ДПМН зошто немало ефективен притвор за Асмир Јаховски. ВМРО ДПМН е подобро да молчи кога станува збор за Пуцко Петрол и за Радко Капушевски. Јавноста знае дека тоа е бизнис кој што е изроден во времето кога ВМРО ДПМН и ДУИ беа коалиција. И еве само во последните 9 месеци, СДСМ веќе и соопшти, општините и институции кои што се раководени од ДПМН имаат склучено, ова се тие документи, 170 договори токму со Пуцко Петрол. И за тоа одговор треба да даде ДПМН. Денеска Скопскиот кривичен суд донесе пресуда за убиството кај трговскиот центар Мавровка во Скопје на 20 август минатата година. За тоа дело обвинетиот Елвин Куртовиќ доби доживотен затвор. Михајло Видимлиски ги има деталите. Доживотен затвор му пресуди Скопскиот кривичен суд на Елвин Куртовиќ за убиството на скопскиот бизнисмен 59-годишниот Васил Евтимов. Тој претходно призна вина за делото, но не и за другите кривични дела за кои се товареше. Нелегално поседување на оружје и обид за убиство на полицајците кои беа во потрага по него на критичниот ден. Обвинетиот Елвин Куртовиќ од Скопје, овој суд ве огласува виновен за сторено кривично дело, убиство по член 123 став 2 во врска со став 1.4 од кривичниот законник, кој кривично дело го признавте на главната расправа одржана на ден 10.3.2025 година. Овој суд ве осудува на казна доживотен затвор. Куртовиќ на претходното рочиште кога призна вина, рече дека излегол од затворот Идризово на викенд и не се вратил, постојано се дрогирал, а и на денот на убиството бил под дејство на кокаин. Неговата адвокатка пак тогаш образложуваше дека Куртовиќ со конзумирањето дрога не можел да расудува правилно, но и дека државата потврлила што не успеала да го ресоциализира. Но судијката Бахчовановска пред да ја соопшти пресудата, го образложи психијатриското вештачење според кое Куртовиќ бил пресметлив. Елвин, во таа состојба сте се довеле самите себе си. Тоа не значи за судот дека вашата кривична одговорност треба да биде намалена или избегната. Во никој случај. Државата, ниту и било која институција на државата, која што ја представува државата, не може да биде одговорна за действија поврзани од страна на действија превземени од страна на поединец. Склони сте кон тоа да напаѓате и наоѓате други виновници за тоа што се наоѓате во ситуација во која што се наоѓате. За двете дела кои не ги призна на Куртовиќ ке му се суди дополнително. Лани во август среде Белден, тој со еден изстрел во градите го застрела 59-годишниот скопјанец Васил Евтимов. Ја ограби неговата сопруга, а од возилото им одзеде кутија со рачен алат. Специјалната единица Тигар одбележува 44 години од формирањето. Ден што не подсетува на нашата мисија, нашата чест и нашата одговорност кон татковината.
Премиерот Мицкоски смета дека Бугарија е таа која се меша во внатрешните работи на Македонија, а не обратно. Тој не сака да го коментира ЕУ амбасадорот Рокас, кој вчера објави дека има интензивни контакти на релација Скопје-Брисел со цел деблокада на нашите ЕУ интеграции. Дел од аналитичарите велат дека треба со резерва да се гледаат најавите за можен пробив следните месеци. Ивана Стојановска. Бугарија е таа која се меша во внатрешните работи на Македонија, а не обратно. Ова го порача премиерот Мицкоски по реакцијата на бугарското МНР, дека изнесувал манипулативни тези за одлуките од судот во Страсбур. Вели барањето за спроведување на 14-те пресуди од Страсбур донесени во корис на македонската заедница во Бугарија се темелат исклучиво на резолуцијата за заштита на човековите права и не представуваат никакво мешање во внатрешните работи на Бугарија. Доколку промената на уставот не е директно мешање во внатрешните работи на една суверена и независна држава, тогаш навистина не знам што е тоа. А исто така, јас би се повикал на меѓународното право, Конвенцијата за заштита на правата на заедниците, и тука не можам да одбегнам да го коментирам правото на македонската заедница во Бугарија, која што се темели на 14 пресуди од Судот за човекови права, да го реализира. И тука треба ние сите како граѓани да дадеме поддршка на таа македонска заедница во Бугарија, која што за жал во 21. век во земја членка на Европската унија не може тоа право да го оствари. Реакција пристигна и од македонското МНР. Велат Бугарија повторно се обидува одговорноста за неисполнувањето на нивните меѓународни обврски да ја префрли на Македонија. Истакнуваме дека почитувањето и спроведувањето на одлуките на Европскиот суд за човекови права не се билатерални прашања, туку задолжителна обврска на секоја земја членка на Советот на Европа. Македонија останува целосно посветена на владењето на правото и почитувањето на човековите права и слободи, како темелни вредности на европската интеграција, и не може да прифати нивно негирање или релативизирање, вклучително и кога станува збор за правата на припадниците на македонското малцинство во Бугарија, наведуваат од МНР. Најавите од евроамбасадорот Рокас за засилена дипломатска активност за надминување на спорот со Бугарија, премиерот Мицкоски не сакаше да ги коментира, но порача дека членството во ЕУ останува втора стратешка цел на земјава. Според аналитичарот Благојче Атанасовски, покрај засилената дипломатска активност на Унијата, можноста за изнаоѓање на заедничко прифатливо решение меѓу Софија и Скопје е мала, но потегот на европските лидери го оцени како чекор во вистинска насока. Доколку европските политичари или високи функционери дојдат во Скопје, евентуално во Софија, ќе разговараат веројатно на по-ниско дипломатско ниво како да се најде некое решение за потоа тоа да се представи во јавноста, но сум скептик дека ќе се изнеде соломонско решение во овој даден момент, доколку, условно кажано, тврдите политички ставови и на официјална Софија и на официјално Скопје. Атанасовски е на став дека можно поместување би донеле евентуални гаранции од Брисел и од Софија дека нема да има нови билатерални барања на евроинтегративниот пат на земјава. Додека Бугарија врши притисок врз Македонија да ја забрза изградбата на железничката линија Софија-Скопје, нашата земја ја одложи модернизацијата на бугарската делница. Ова одлука ја донесе владата на Желјасков, која одобри измени во програмата Транспортна поврзаност 2020-2027, објави бугарски Медиапол. Железничката линија Софија-Скопје е дел од Европскиот транспортен коридор број 8, кој што треба да го поврзе Црното со Јадранското море. За нејзино спроведување во меморандумот за разбирање меѓу Бугарија и Македонија од 2017 година беше преземена обврска железничката линија меѓу Софија и Скопје да биде готова во 2027 година. Владата ќе поддржи договор за минималната плата меѓу работодавачите и работниците, изјави денеска премиерот Мицкоски. Во меѓувреме и поранешниот претседател на ССМ со став околу минималната плата. Маја Стојановска. Во втората половина на март работниците и работодавачите ќе седнат на заедничка маса во рамки на економско-социјалниот совет за да разговараат за минималната плата, најави премиерот Христијан Мицкоски. Тој денеска повтори дека доколку работодавачите и синдикатите се договорат за повисок минималец од законски предвидениот, тие како влада ќе го поддржат, но доколку нема договор, минималецот ќе порасне согласно законското усогласување. Секој договор кој што тие ќе го постигнат
ние како влада ќе го поддржиме. Ако нема поинаков договор помеѓу работниците и работодавачите, таа ќе изнесува според последните информации кои што ги добив околу 24.400 денари. Во меѓувреме поранешниот председател на Сојузот на синдикати на Македонија Живко Митревски со став дека предлог моделот на ССМ за покачување на минималецот со едногодишно субвенционирање на дел од придонесите од државата не бил соодветен, а методологијата била погрешна. Но актуелниот председател на ССМ Слободан Трендафилов одговори дека интересите на Митревски биле насочени кон други страни, наместо кон работниците и подобрување на нивните права. Можете да утврдите ви 1000 евра плата, ама работодавачите не можат да исплатат таа плата, тоа што би ги отпуштале работниците. Значи затоа кажувам дека треба да има нов модел на минимална и дека катастрофа направи Сојузот на синдикатите на Македонија и господинот Трендафилов. Тие, како Живко, нека пробаат да живеат со 22.450 или 567 денари или 24.400 денари и нека кажат како изгледа тоа. Митревски изјави дека се уште оставува на ставот, дека Трендафилов бил нелегитимен председател на ССМ, обвинувајќи дека незаконски отпуштал вработени и создал хаос во синдикатот. Но ова Трендафилов одговори дека смената на Митревски била легитимно потврдена уште во 2017 година со одлука на делегати на Конгресот и членови на Советот на ССМ. Денеска се одбележаа 44 години од формирањето на Тигрите на 13 март 1981 во Министерството за внатрешни во рамките на поранешниот секретаријат за внатрешни работи на Социјалистичка република Македонија е формирана единицата за специјални задачи Тигар. Од Оделение на милиција за специјални работи во 1981 година со 11 припадници до една од најелитните единици за антитероризам во Европа и најударна игла на полицијата во земјава. Специјалната антитерористичка единица Тигар ја одбележува 44 годишнината од своето формирање. Во впечатливите црни униформи, рамо до рамо стоеја наредени под конец, додека се интонираше химната во нивна чест, а потоа, заедно со присутните, им оддадоа почест на своите браќа по униформа, од кои повеќето во борба ги загубија животите во престрелката со терористите во Кумановско диво населје пред речиси 10 години. Паднатите херои од оформувањето на единицата подоцна до еден беа споменати, а членови на семејствата добија поскумно благодарници од страна на министерот за внатрешни работи Панче Тошковски. Командантот на Тигрите Драган Прокоповски, кој најави интензивирање на тренинзите и соработката со останатите елитни единици во Европа, се со цел зачувување на уставниот поредок и суверенитетот на државата, вели дека 13 март е најголемиот потсетник на суштината на нивното постоење. Ден што не потсетува на нашата мисија, нашата чест и нашата одговорност кон татковината. Ова е ден кога со гордост ја славиме историјата и традицијата на Саја Тигар, но и ден кога со длабока почит се навраќаме на оние кои ги изгубија своите животи при извршување на службените задачи. Тошковски пак посочи дека Саја Тигар, поради професионалноста, истрајноста и храброста, представува гордост како на МВР, така и на цела Македонија. Трудот, знаењето, стручноста и нивото на професионален и човечки интегритет, пожртвуваност и достојност се карактеристиките кои ги поседуваат секој еден припадник на единицата и кои генерираат вкупен кредибилитет на Саја Тигар. Во меѓувреме, во теке и целосна реконструкција на Центарот за обука во Идризово, кој според замислата треба на сите идни полициски службеници, но и вработени во МВР, да им овозможи соодветно и професионално усовршување по сите модерни стандарди на полициското работење. Две нови трансплантации на бубрек од починат донор спасија 2 живота. Ова се случило вчера, на ден пред одбележувањето на светскиот ден на бубрегот. Докторите уште еднаш апелираат да се крене свеста за донирање органи, бидејќи тоа директно спасува животи на наши сограѓани. Мирјана Мирчевска-Јовановиќ. Мачено и тоа како мачето. 3 пати во недела, многу... Што да кажем? Ете, имаме и многу полоши пациенти. Со една реченица Верче Пехчевска ја раскажа незината животна судбина, дијализата. Таа 24 години оди на дијализа.
3 пати во неделата. Не направила трансплантација на бубрек. Има 72 години и со апел, редовни прегледи и колку може порано во животот да се направи трансплантација на бубрек. Прво ја не знае. Ќе бидам искрена, значи после кога ми рекла може да се трансплантираш, имаш мајка, татко, ама ја не им кажа. Кај одам и шо јадам, и си рекла, и каде одам и што правам. До последен момент додека они не почина, они не знаат. И после веќе едноставно не се. Од клиниката за нефрологија на Светскиот ден на бубрегот и одбележување половина век на постоење на клиниката, директорот на клиниката Никола Ѓоргиевски објаснува дека превенцијата е најважна за заштита на бубрезите. Пациентите се во пораст, но расте и листата на пациентите кои чекаат бубрек од починат донор. Направена е успешна трансплантација на бубрези од починат донор и целиот персонал од нефрологија и клиниката за урологија со голема почит кон фамилијата, која во најтешкиот момент се одлучила да биде хумана. Досега на листата за кадаверична трансплантација чекаат околу 160 пациенти. Вчера се случи еден чин на најголема хуманост, бидејќи се изведе бубрежна трансплантација од починато лице кадавер и навистина тоа представува еден значаен момент за здравството во Република Македонија. Исто така од ова место сакам да искажам една голема благодарност до фамилијата на донорот кој што се одлучи да ги донира органите и да спаси живот на голем број пациенти. Буџетот за оваа година, 25 година и основниот и усовниот е зголемен за над 30% и тоа е само почеток во подобрување на заштитата на нефролошките болни. Со новина и од клиниката за гинекологија, повторно се воведува бесплатно методата за неконтролирање и испуштање урина при кашлање, кивање, смеење или физичка активност. Најчесто се јавува како последица на ослабена поддршка на уретрата поради породување и хормонални промени. Тоа е обично состојба која што се јавува во поодмината возраст после завршување на репродуктивната доба, меѓутоа еве неколку од овие пациентки кои што беа истретирани изминатите 2 дена беа и во репродуктивен период, едната беше 37 години, другата беше 43, тоа е обично оние пациентки кои што имаат повеќе спонтани породувања. Според докторите, најдобра заштита е навремената превенција и рано почнување со лекување. Светската тенорска мегазвезда Пласидо Доминго пристигна во Македонија. Се е подготвено за спектакуларниот концерт утре во салата Борис Трајковски. Светската тенорска мегазвезда Пласидо Доминго пристигна во Македонија. Неговото слетување го означи почетокот на едно од највозбудливите музички случувања кај нас. Во интервју за Канал 5 телевизија, Доминго ни ги открива првите впечатоци од Македонија. Well, I was many years back, and I was very happy, with Aki, a great friend, and I have a wonderful time. And I wait too much to come back, but I'm looking forward for the concert, and we have been rehearsing, and I hope that we will have a wonderful evening. I hope so. I know the public is extraordinary, the orchestra, the conductor, and the soprano. Everybody everything is prepared to have a wonderful concert, The expectation? Yes. Of course, yes, I knew that was a great orchestra, it was no doubt, so I was very, very happy. Wherever I do a concert, we start with opera, being an opera singer, and after we continue with the zarzuela music. My parents, they were singers, and the zarzuela, the Spanish zarzuela, is very, very, very popular, of course, in Spain, but it is going all around the world, in many, especially in the South America and Central America, in Mexico, it is, the people knows very well the zarzuela, but wherever I want to bring the music, the zarzuela,
wherever I do concerts, so I always do. I sing opera, zarzuela, and then we try to sing some popular songs, of the country, so that everybody in the public it goes really happy, Легендарниот Пласидо Доминго и оркестарот на македонската опера и балет на 14 март ќе настапат само за македонската публика во салата Борис Трајковски со почеток од 21 часот. Само интервју на премиерот Христијан Мицкоски во продолжение тука на Канал 5. Останете тука. Пријатна вечер.